Новата алтернатива на градскиот превоз има добри шанси и е на чекор поблиску до реалната употреба. Иако во фаза на тестирање во реални услови на исползување се уште е рано да се прогнозира дали и кога овие возила ќе станат фолклор на модерните градови. Концептот на роботакси услуги и шатлови е нов. Него во големо го разработуваат General Motors со Cruise и Alphabet Waymo, но тие всушност се нормални автомобили опремени со автономна технологија. Zoox од нив се издвојува затоа што е целосно автономно и електрично патничко возило кое нема возач ниту било какви команди својствени за останатите возила, но ги исполнува сите стандарди за безбедност на моторни возила. Дизајниран како кутија, Zoox е роботакси конструиран исклучиво за сместување и превоз на луѓе како трамвај или автобус само без возач. Наменет е да го направи личниот транспорт побезбеден, почист и попријатен. Тоа беше идејата кога пред 10 години започна проектот Zoox, кого во меѓувреме го купи Амазон. Не може да се каже кој е предниот, а кој задниот дел, но двете лизгачки врати се отвораат широко и ви дозволуваат да влезете како во автобус. Должината од 3,63 метри го прави Zoox помал од компактен автомобил, додека висината од 1,94 метри овозможува просторна внатрешност во која има две клупи поставени спротивно. Технички може да достигне брзина од 120 км на час, но за правичните тестови максималната брзина е ограничена на 56 км на час. Секој од патниците има држач за чаши и подлога за бежично полнење на својот телефон. Тие добиваат и дисплеј за контрола на климатизацијата или за проверка на маршрутата. Овој концепт менува многу традиционални сваќања за превозот, па дури и за автомобилите, бидејќи Zoox ве прави се помалку зависен од концептот на поседување личен автомобил. Тестирањата се одвиваат во Фостер Сити на кратка релација, а овој калифорниски град почна да наликува како сцена од научно-фантастичните филмови пред 3-4 децении, во кои се предвидуваше ваков вид роботакси во урбаните средини. Сега овие сцени почнаа да се остваруваат во реалниот живот.